Добро вечер, следува дневникот на Канал Плюс телевизија. На почеток кратката најава за дел од денешните настани. Наскоро во Берово ќе почне да се гради затворен градски базар и водовод во населбата Беровско езеро. Финишира поставувањето водовод во село Ратево и улици во селата Смојмирово и Митрашинци. За 3 месеци 2 кражби во маркети со закана со пиштол во Штип. Вчера вечер крадец избегал со плен од 17.000 денари од маркет на улица Љубен Иванов. Во пожар на улица Личка во штипската населба Кадидере предпладнево изгоре катот семејна куќа. Според првичните информации, пожарот бил предизвикан од неисправна електрична инсталација. Центарот за развој на Источнопланскиот регион ја продолжува соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка. Годинава од буџетот швајцарците за проекти наменети за источниот регион ќе одвојат 4 милиони швајцарски франци. Завршува првата фаза од реализирање на проекти во Источниот регион, донирани од Швајцарската агенција за развој и соработка, но со нови 4 милиони швајцарски франци, Центарот за развој на Источнопланскиот регион ќе продолжи соработката и ќе реализира нови проекти поврзани со природата и инфраструктурата. Во моментов Истокот доби нови проекти од програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија. Овде имаме еден проект што го нарековме зелени изградени за заедничка зелена иднина. Тоа е реконструкција и адаптацијата во објект со голема енергетска ефикасност. Тоа е административната зграда на општина Кочани. Аплициравме со еден проект од областа на здравството околу формирање, заедничка соработка и формирање на кластер од областа на здравството. И тој проект е добиен. Овде носител е Сдружењето на лекари од Благоевград, партнер е Клинички центар во Штип. Центарот за развој е имплементатор со тимот на самиот проект. Приоритет на Центарот за развој на Источноплански регион е реализирање на проекти кои се во завршна фаза и се финансирани од програмата за рамномерен и регионален развој. Секако дека знаете, тоа се два проекта инфраструктурни кои што се во фаза на реализација. Во однос на проектите кои што се финансирани од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка, преку националниот координатор Фармахем од Скопје, сите се во фаза на завршување. Се работи за 4 инфраструктурни проекти од областа на туризмот. Тоа е регионалниот туристички информативен центар на Пониква. Тој веќе за едно 5-6 дена ќе биде веќе завршен. Се работи за осветлување на Лесновските пештери и тие се веќе во голема фаза при завршување. Се работи за реконструкција и адаптација на тушевите и бањите во наша овде Кежовица. На тридневно тематско патување во Швајцарија, градоначалниците од Истокот, представници од повеќе сектори, како и Центарот за Источнопланскиот регион, учеа од швајцарците за заштитените подрачја. За идните активности во секоја општина, ова ќе биде пример како да се заштитат природните богатства. Директорката на Центарот за развој на Источниот плански регион, Драгица Здравева, додаде дека со секое заштитено подрачје, во зависност од тоа за каква категорија и степен на заштитеност се работи, не значи стопирање на економскиот развој, туку напротив, тоа представува мотор во иднина да се искористуваат европските средства од програмите за зачувување на природата. Извештајот за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани за периодот од почетокот на годината до 30 септември 2016 година предизвика најдолги дискусии меѓу советниците на одржаната 54-та редовна седница на Советот на општина Кочани. Меѓу другото се дискутираше и за информацијата за производство, пласманот и цената на оризовата култура за подрачјето на општина Кочани. На 54-та седница на Советот на општина Кочани најдолга дискусија меѓу советниците предизвика првата точка за извештајот за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод за периодот од почетокот на годината до 30 септември 2016 година со финансиски показатели. Советниците дискутираа околу цената на геотермалната вода, со што, како што рекоа советниците од опозицијата, се донесе штета на корисниците и евентуалните инвеститори, а негативно се одразило и на работењето на КЈП Водовод. Сепак цената на геотермалната вода е премногу висока за да биде
една предност која што би ја користеле сите останати. Во делот и на приходите кои што се позиционирани од геотермална вода, мораме да потенцираме дека голем дел од приходите се и по основ на институциите кои што се под локална самоуправа, а тоа се училиштата, основното средното училиште, судот. Меѓутоа, морам да потенцирам дека токму овие институции не се во состојба да ги плаќат своите сметки и вие сте сведоци дека од изминатите години мораше да биде склучена една цесија и овие трошоци да бидат покриени од страна на општината. Основната цена на чињето на геотермалната вода по 1 метар кубен беше регулирана за периодот 2010, 2011 и 2012 од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и за конкретната 2012 и актуелната изнесува 25,08 денари. Во месец февруари 2012 година се случи промена во делот на начинот на пресметувањето на концесискиот надомес. Беше воведен тарифник кој предвидуваше пресметка на концесискиот надомес врз основа на движењето на просечната цена на мазутот. И тогаш значително заради тие параметри беше направено зголемување само на износот вклучен во цената по основ на концесиски надомест. На седницата беше разгледана и информацијата за производство, пласменот и цената на оризовата култура за подрачјето на општина Кочани, на која сите советници се согласија и донесоа предлог заклучок. Советот да поднесе барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамки на неговите надлежности во најкраток можен рок да се заложи и да преземе конкретни мерки во врска со навремениот откуп и цената на оризовата култура на подрачјето на општина Кочани. На седницата се разгледуваше и беше усвоена предлог програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2017 година, како и предлог програма за изградба на фекална и атмосферска канализација во општина Кочани во 2017 година, за изградба на системи за наводнување и изградба и одржување на општинските патишта и улици во општина Кочани. Водовод во село Ратево, улица и канализација во село Смојмирово, изградба на улица во село Митрашинци и изградба на улицата 20 во населбата Ширината. Ова се проектите што се реализираат во општина Берово, а наскоро ќе почне да се гради затворен градски пазар и водовод во населбата Беровско езеро. За планираните проекти од градоначалникот на Берово. Со денешниот прес сакам да ги запознаам граѓаните на општина Берово дека веќе при крај градежната сезона за 2016 година, но ние се уште активно работиме на изградбата на водоводот за село Ратево, кој мислам дека е при крај изградбата на резервоарот со големина од 250 метри кубни и со тоа ќе го подобриме водоснабдувањето на селото. Се работат улицата Ширината или улица 20, се прави тампон слојот и верувам дека до пролет ќе се успее и да се асфалтира истата улица. Во моментот се работи и на улицата Смојмирово, каде таму имаме некој мал застој заради тоа што истовремено си гради фекалната канализација во истото село, па се совпаѓаат на иста површина две работи и очекувам до крајот на неделата дека или почетокот на наредната недела дека ќе се заврши со конечно асфалтирањето на улицата за село Митрашинци. Но ние тука не застануваме, тендерските постапки се завршени и мислам дека по поминувањето на жалбениот рок ќе се воведе во градба градежниот оператор кој ќе го гради градскиот зелен пазар, каде се обезбедени средства преку Светска банка и воедно сме во тендерска постапка за изградба на водовод во туристичката населба Беровско езеро. Сите тие реализирани проекти беа и проекти кои ќе се реализираат беа вградени во мојата предизборна програма и се надевам дека процентот од 90-92-3% на реализирани проекти е завршен, извршен и
Имаше проекти кои уопште не беа предвидени во програмата, но заради тоа што самите граѓани го бараат тоа, сепак ние изнајдовме можност, направивме конструкција за финансиска средства на истите и ги изградивме. Таквото работење се надевам дека граѓаните го препознаваат и за воиднина ќе продолжиме да работиме. Општина Штип ќе потпише меморандум за соработка со Министерството за труд и социјална политика за формирање локални координативни тимови кои ќе ги имплементираат на стратегијата за ромите до 2020 година и за акционите планови за вработување, домување, здравство и образование. На овој план Министерството за труд и социјална политика соработува и со Битола, Берово, Виница, Гостивар, Делчево, Кочани, Куманово, Прилеп, Шуто, Оризари, Чаир и Тетово. Ова меморандум им за соработка има за цел да даде поддршка во имплементација на стратегијата за роми на Република Македонија 2014 година 2020 година, како и поддршка за имплементација на акционите планови за роми до 2020 година кои се однесува за здравство, вработување, домување и образование, како и жените ромки. Значи цел да се даде да се формира локално координативно тело, кое што ќе има за цел изготвување на локални акциони планови за лицата роми во образование, здравство, вработување и образование. Во пожар на улица Личка во штипската населба Кадидаре предпладнево изгоре катот семејна куќа. Според правичните информации, пожарот бил предизвикан од неисправна електрична инсталација. 2 противпожарни возила го гаснеле пожарот, спречиле негово ширење, но не успеале да ја спасат целата покупнина, така што материјалната штета се цени дека е голема. Предпоставките за пожарот се дека настанал од неисправна електрична инсталација, а се случил во време кога немало никој во куќата. За 3 месеци 2 кражби во маркет со употреба со закана со пиштол во Штип. Вчера вечер крадец избегал со плен од 17.000 денари од маркет на улица Љубен Иванов. Предходната кражба полицијата ја расветли благодарение на надзорните камери во маркетот. За само 3 месеци на идентичен начин под закана со пиштол ограбени се 2 маркети во Штип. Вчера вечер повторно непознато маскирано лице ја испразнило касата на маркет лоциран на улицата Љубен Иванов. Разбойникот влегол во маркетот и на вработената со закана со пиштол и украл околу 17.000 денари. Синоќа околу 20 часот и 30 минути на улицата Љубен Иванов во Штип, во продавницата Пакет Маркет, влегло непознато маскирано лице и со закана со пиштол на вработената, а потоа и со употреба на физичка сила, насилно од металната фиока од регистар касата одзело околу 17.600 денари, пошто побегнал во непознат правец. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од секторот за внатрешни работи Штип. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и расчистување на целиот случај. Предходната кражба која се случи во месец август со огнено оружје во маркет во населбата 8 ноември е расветлена од страна на полицијата, каде што сторителот е 29 годишен штипенец, кој на исти начин со закана со пиштол од касата украл 33.000 денари. Во расветлување на предходниот случај помогна надзорните камери во ограбениот маркет. Ваквите чести кражби по маркетите го отворија и прашањето колку се безбедни вработените кои се почесто се мета на насилници. Во рамки на манифестацијата Вапцарови бранувања, Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров во петок во 16 часот пред спомен домот Тасном ќе се одржи поетско читање на кое ќе биде презентиран дел од богатиот поетски опус на македонскиот поет и револуционер. Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево овој година во чест на својот патрон ја организира литературно-поетската манифестација Вапцарови бранувања. Настанот започнува во петок, а ќе се одржи во спомен домот Тасном со почеток во 16 часот. Традиционално секоја година Националната установа Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров го одбележува патрониот празник на институцијата и оваа година започнуваме со прославата на манифестацијата Вапцарови бранувања. Традиционално, како и секоја година, ќе
започнеме со литературно-поетска манифестација насловена како Вапцарови бранувања и веќе на 18.11, тоа е во петок, со почеток во 16 часот, членовите литературната секција ќе имаат убава можност да презентираат литературни творби од познатиот поет Никола Јонков Вапцаров. Во рамки на Вапцаровите бранувања за во недела е предвиден и концерт на Васил Атанасов на обоа и Кохар Андонијан на харфа. Концерт кој е наречен Магијата на музиката, ќе се одржи во недела во спомендомот Асном со почеток во 19 часот. Сакам да го најавам концертот на Васил Атанасов обоа и на гостинката од Бугарија Кохар Андонијан на харфа. Ќе биде убава прилика да го процениме концертот со наслов Магија на музиката. И веќе Вапцаровите бранувања традиционално ќе ги завршиме веќе на 7 декември со свечена програма, полагање на свежот свеќе пред споменикот на Вапцаров и исто така со презентација на неговата поезија. Инаку и годинова манифестацијата Вапцарови бранувања е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Лицата од Дневниот центар во Виница веќе 4-та година се активни учесници во керамичките работилници на Музеот Теракота, а нивните креации ќе бидат изложени на 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост. Лицата со попреченост, наспроти физичкиот или умствениот хендикеп, имаат потенцијал на кој мора да му се даде простор и можности за да го тестираат и да го наменат во корисни цели. 4-та година, лицата згрижени во Дневниот центар во Виница создаваат дела од керамика и со продажба на истите си го подобруваат својот престој во центарот. 5-дневната керамичка работилница е проект на Музеот Теракота, а активни учесници кои се подржувачи и соработници се и учениците од ликовните секции од основните и средното училиште. Во самиот проект е предвидено пред се дружење, значи имаме дружење на возрастните, на децата од основните училишта заедно со овие деца со посебни потреби, бидејќи сакаме да ги надминеме тие разлики и стереотипи што владеат меѓу луѓето, дека и тие се дел од нас и тие се како нас. Во самиот проект имаме изработка на предмети од глина, боење, изработка на разгледници, на честитки новогодишни. Значи сето ова го планираме да биде како еден новогодишен пакет. Дневниот центар кој згрижува 13 лица со пречки во развојот, за месец дена започнува со реализација на нов проект во кој целна група се децата со церебрална парализа. Тоа е еден нов проект, една нова игра Бочија, тоест нова во Македонија, која што од нова година ќе почне да се реализира и во Македонија. Во 10-дневни центри ќе бидат опфатени и е специјално за лица со церебрална парализа или со некаков физички хендикеп. Ќе бидеме поддржани од УНИЦЕФ, ќе бидат вклучени значи Демир Капија и Дневниот центар во Банско во Струмица и уште 8 други дневни центри из Македонија, но започнуваме од Делчево, Штип и Виница. Во престрет на светскиот ден 3 декември се организира и мини свеченост со изложба на нивните лични креации, а ќе бидат организирани и едукативни трибини во кои се анализираат придобивките, но и праксата од одредени законски решенија во локални рамки. Општина Штип ја подготви програмата за одбележување на денот на градот 19 декември Свети Никола. На свечената академија ќе бидат доделени орденот Свети Никола и признанијата 19 декември на истакнати штипјани кои дале свој придонес за афирмација на градот во земјава и светот. Во рамки на денот на градот ќе се организираат низа настани и за одбележување на 93 годишнината од раѓањето на големиот македонски поет Ацо Шопов. Штип по 9-ти пат се подготвува да го прослави патрониот ден 19 декември Свети Никола. И годинава програмата за одбележување на денот на градот ќе ги содржи традиционалните манифестации, на која централно место зазема свечената академија. На свечедоста ќе бидат доделени орденот Свети Никола и признанијата 19 декември на истакнати штипјани кои дале свој допринос за афирмација на градот во земјава и светот. Централно место зазема свечената академија, кој ќе се реализира во соборниот храм Свети Никола. Таму ќе бидат врачени годинашниве одлишја, односно орденот Свети Никола и признанијата 19 декември и ќе биде реализиран концерт на хорот Злата Мегленска.
Од другите содржини кои што традиционално се реализираат по повод празникот се поврзани со верскиот обред или православниот христијански обред, поврзан со славењето на Свети Никола, односно тука се вечерната богослужба, утринската литургија и литијата која што ќе реализираме на истиот потек од црквата Свети Никола кон градскиот площад, каде што ќе биде скршен славскиот колач. Во рамките на празнувањето на патронот Свети Никола, поминатото годишниот пример ќе се организираа настани за одбележување на 93 годишнината од раѓањето на големиот македонски поет Ацо Шопов. Овие денови ќе биде упатен повик до сите граѓани кои што се почитувачи на делото на Ацо Шопов, ќе имаат можност на една заедничка средба да кажуваат стихови, познати стихови од Ацо Шопов, ќе имаат преварувачки карактер како минатата година, како и неколку други манифестации поврзани со неговиот лик и дело, посета на споменсобата во Националната установа Дом на култура Ацо Шопов и секако роднокрајното одделение во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Наградените штипијани со признание и кој ќе биде овогодинешниот носител на орденот Свети Никола ќе се знае 10 дена пред почетокот на одбележувањето на патрониот празник. Минатата година градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, одлучи добитник на орденот Свети Никола да биде познатиот невропсихијатар професор доктор Илија Џонов, а признание 19 декември добија 7 штипијани кои го афирмирале градот во различни области. Јасно е дека говорот во Атина на американскиот претседател Барак Обама, кој од денеска е во дводневна посета на грчкиот главен град, ќе биде обраќање кон меѓународната публика со цел да ги истакне достигнувањата на неговата администрација и неговото наследство пред да замине од функцијата во јануари, пишува весникот Катимирини. Но пред се, според весникот, левичарската грчка влада посетата на актуелниот претседател на САД ја гледа како можност да добие јавна поддршка за голем број прашања, вклучувајќи го и низиното клучно барање за отпишување на долгот, кипарските мировни разговори и неговата поддршка за улогата на Грција во поширокиот регион во контекст на бегалската криза, нестабилноста на Блискиот Исток и геостратешката важност во однос на европската енергетска безбедност. Како што јави дописникот на Мија од Атина во интервју за Катимирини, Обама ги поставува основните параметри на неговата посета, кои ги вклучуваат регионалната стабилност, сеопфатно решение за кипарскиот проблем, потребата Грција да стане на патот на реформите и да добие значително отпишување на долгот. Военно-воздушните сили на Нов Зеланд почна денеска да евакуираат луѓе блокирани на јужниот остров од местата каде има лизгање на земјиште по земјотресот со интензитет од 7,5 степени. 2 лица загинаа во земјотресот што беше регистриран во неделата и во кој беше направена голема материјална штета на патишта и железнички пруги во градот. 4 хеликоптери веќе почнале да евакуираат жители од градот во кој нема електрична енергија и има залихи на вода за само 3 дена. Хрватскиот уставен суд во октомври го одржа првото заседание на тема оценка на уставноста на законот кој им дозволува на жените абортус, а конечното решение може да се очекува следното лето, 25 години откако во Уставниот суд пристигна првото барање за оценка по тоа прашање. Заради жестоките идеолошки полемики во јавноста во врска со абортусот, судот со години молчеше, иако првото барање за оценка на законот го поднесе Ружица Чавар, лекар и католички активист уште во далечната 91 година. Во меѓувреме, судот, како што тврди, собирал мислење и аргументи на експерти, но не определил никакви рокови за произнесување по проблемот. Хрватска е најмладата членка на Европската Унија, а во повеќето држави од Европската Унија абортусот е понуден како лична одлука на жената, освен во Ирска и Малта, каде е строго забранет. Во Полска и на Кипар е дозволен, само ако е под закана животот на мајката. Ако бременоста е последица од силување или ако има деформации на плодот. Во Хрватска е во сила законот за здравствени мерки за отстранување на правото на слободен избор за раѓање деца, но се смета дека тој не се приметува стрикно. Абортуси се уште се изведуваат илегално и се прогласуваат за спонтани и затоа официјален Загреб доби дури и строго предупредување од Обединетите нации.
Утре ќе се одиграат надпреварите од 14-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Штипска Брегалница во утрешниот надпревар ќе игра нагости против второпласираната Шкендија. На последната средба помеѓу двете екипи резултатот беше 1-1. За фудбалскиот клуб Брегалница секоја средба е важна, бидејќи во моментот се наоѓа на последната позиција со освоени 8 бода, а до крајот на оваа полусезона остануваат уште 5 кола. Во останатите надпревари во ова 14-то коло, лидерот Вардар ќе игра против Македонија Ѓорче Петров, Пелистер ќе ја пречека екипата на Ренова, Работнички ќе гостува во Кратово кај Силекс и екипата на Шкупи ќе игра на домашен терен против Победа. Моменталната табела во првата македонска фудбалска лига изгледа вака. Вардар е на врвот со 31 бод, Шкенде е на втората позиција со 24, трето место Пелистер со 22 бода, Работнички 20, Ренова 19, Силекс 16, Шкупи 14, Победа и Македонија Ѓорче Петров по 10 бода и Брегалница на последната позиција со 8 бода. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска го заврши настапот на ВТА турнирот во Лимуш, што се игра за награден фонд од $125,000. Таа денеска загуби од Марина Заневска од Белгија со 2:0 во сетови. Слабата реализација на вториот сервис кај нашата тенисерка беше причината за поразот. Заневска во моментот се наоѓа на 128-то место на ВТА листата, додека Ѓорчевска е на 205-то место. Ова беше втор меѓусебен дуел на двете тенисерки и во двата наврати победи тенисерката од Белгија. Ѓорчевска за учество на ВТА турнирот во Лимуш ќе добие 5 поени, 4 како финалистка во квалификациите и 1 за настап во првото коло. Ова е се во дневникот, ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.